Почитувани, севернокорејската влада на СДС сака под целосна контрола да го стави јавното мислење. Не е доволна контролата која имаат над медиумите, па наредно е воспоставување целосна контрола над интернетот и социјалните мрежи. Само за периодот кога Оливер Спасовски бил технички министер во својот прв мандат, тој побарал проверка и гасење од Facebook на 68 профили на корисниците на оваа социјална мрежа. Како за споредба, владата на ВМРО ДПМН во изминатите 10 години владење има проверено вкупно 59 Facebook профили. За време на вториот мандат на Спасовски како технички министер, тој издал наредба за проверка и гаснење на 36 Facebook профили. За споредба, во истиот период во 2016 година, Русија и Малезија вкупно имаат 26 барања кон Facebook за вакви мерки. Во соседството, например, Албанија и Бугарија имаат по 40 барања за проверка и гаснење на Facebook профили во втората половина за 2016 година, а МВР под диригентската палка на Оливер Спасовски 36 барања до Facebook. Зошто на СДС толку им пречи правото на сопствено мислење и слобода на говор? Зошто СДС се плаши од критика? Зошто СДС сака да ја претвори Македонија во Северна Кореја? ВМРО ДПМН во период од 10 години има помалку проверки спроведено на Facebook од она што Оливер и СДС го има спроведено за една година. На неспособната влада на СДС им пречи критиката и слободата на говор. Им пречат луѓе кои јавно ги критикуваат за погумните политики и за носење на државата на работ од бездна. СДС може да цензурира се и се што во обид да ја скрие својата лична неспособност. Зоран Заев и Спасовски можат да ги проверат сите Facebook профили во обид да ги цензурираат. Тие може да ги цензурираат медиумите, социјалните мрежи, учебниците, но тоа ќе биде само залуден обид да ја сокријат вистината за нивното расипничко работење. Ниедна цензура нема да биде доволна за да ги спречи граѓаните да го изразат своето незадоволство на локалните избори на 15 октомври, каде ваквите штетни политики на СДС ќе бидат целосно разобличени и делегитимирани.